Македонија може да ги намали до нула царинските стапки за Соединетите Американски држави, бидејќи трговската размена со нив е многу ниска. Ова може државата да го понуди на Вашингтон, а според министерката за финансии ваквиот потек не би имал негативно влијание на буџетот. Главните преговори ги води министерот за надворешни работи и се очекува разрешница за можноста за потпишување на договор за слободна трговија, пошто би имало намалување на царините. Отежната е целокупната работа околу, да кажеме, тоа што ние немаме со Соединетите Американски држави подпишано договор за слободна трговија, работиме на некој начин да издействуваме, да подпишаме таков договор и верувам дека на крајот Министерството за надворешни работи ќе успее во тој дел да го подпише договорот, веќе со подпишување на договорот ќе имаме промени на самите царински тарифи, како што кажав. Доколку не успееме, понатаму ќе видиме што ќе правиме со измените, како што спомнав, на законот и, да речеме, од наша страна првично намалување на царинските тарифи, кои што повторно потенцирам дека не се 65%. Македонската влада не очекува директни негативни последици, дури и поради високите стапки кои Америка ги наметна на нашиот најголем трговски партнер Европската унија, не треба да се стравува од отпуштање, намалување на извозот или пак селење на компаниите од земјава. Проблем има само една компанија која е директно зависна од извозот во САД, но владата работи за да ја помогне. Дека ќе има толку директни негативни ефекти во многу краток временски период е невозможно. Префрлањето на капиталот е многу тешка задача, одлука и треба време. Тоа е речиси невозможно на краток рок. Затоа замолувам да не создаваме паники дека ќе имаме отпуштање од работа и така натаму. Тоа нема да се случи. Според владата, САД направиле грешка со пресметката, бидејќи во Македонија нема царинска стапка од 65%, а токму тоа е основата на преговорите кои ги води Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Според Царинската управа, највисоката стапка од Македонија кон САД е 15%.